си работат у живот. Да. Нека си отвараат ресторани, нека си метат улици, нека садат пиперки, тоа е нивна работа. Ама државна работа веќе да не можат да работат. И за тоа полудеа. За тоа полудеа. И ни ја спречија лустрацијата. Заедно со чадорот, со сите, со странскиот фактор, со најголемите пропагатори против комунистички режим, ја спречија лустрацијата која се дозволи во сите земји, освен во Македонија. Знаете што? Они ја спречија лустрацијата, но не може да ги спречат документите да бидат објавени. И ние не лустрираме. Меѓутоа, од овие документи не може да избегаат. Тоа се истите луѓе, истите опоненти на Македонија. Денеска и од 45-та. Само се некој втора или трета генерација. Јас, се извинам. Мораме да направиме кратка пауза. Не ми се прави воопшто да ти кажам, што побрзо да помине, да заврши, да го продолжиме разговорот. Тука сум. Одиме. Откако си директор на Архивот на Република Македонија, имаш неколку многу значајни изданија кои ги појави една многу убава пракса, а тоа е печатење и издавање на значајни документи од историјата на Македонија како сувенири, кај што е декларацијата или други значајни работи. Потоа беше сведоштвата или денските сведоштва, што предизвика многу и ова можеби најобемно и досега најдетално издание на архивот е значи црните страници на УДБА. Многу мрачен наслов, ама мислам дека сосема соодветен на она што се случувало. И сега вчера кога го промовиравте ова, некако се обидував да видам медиумите како ќе реагираат, не помина онака нивото не беше на презентирање на целава работа на обемноста, значајноста и суштината на ова издание. Мислиш ли дека уште не им е јасно што е ова? Па да, мислам дека на злосторите и нивните потомци не им е јасно за што се работи. Тоа се оние исти ликови, нивни синови, керки или внуци, кои што го тероризирале и Ченто, и Доцев, и Шишков, и нашите великани на нашата модерна историја, кои што за жал до ден денеска се сокриени. И сега, они не знаат што е тука објавено. Јас очекувам сериозни напади врз едицијата, но јас сум тука да одговорам на сите напади. Не разбирам. Има овде нешто авторско? Си допишувал ти овдека нешто во ова? Не. Си извинувам на ти што ти зборам сега. Но нема. Како може нешто да се напаѓа што е документ? Па знаете, тоа предмалку... Што може да биде проблем еден документ? Зборевме на кој они го направиле, нивните родители, кои они го подпишале. Нема овде ВМРО-овци. Или нивната идеолошка матрица. Немам проблем, тоа имаат они право на тоа. Како би можел некој со... Знаете зашто велам нивната идеолошка матрица? Затоа што партијата СДСМ се прогласи за наследник на партијата што ова го правеше, на СКМ, на Сојузот на комунистите на Македонија. Се разбира, они сакаат да бидат наследник ради тоа што сакаат да го присвојат имотот. Но присвојувајќи го имотот и прогласувајќи се за наследници на оваа структура, што вака се пресметуваше со чистата македонска мисла. Они се наследници и на злосторот. И токму поради тоа треба и да се извинат за тој злостор. Тоа е многу сериозна работа, која што верувај дека нема да ја премолчат, само уште не им е јасно што се има унатре.
Не знам, во ова предизборие како ќе одекне оваа твоја Нема врска изјава ова. во врска со Не се почнати избори. со избалансираност на медиумите, мене стварно не ми е јасно во цела ова работа и не би сакал, бидејќи да навлегувам во актуелни, затоа што стварно не ми е јасно во кој води и како може да се води, бидејќи немам насоки. Ја би те замолил да се вратиме. Јас се извинувам, ја не знам какви се правилата сега. Никој не знае, не ги знам ни јас и се обидувам само да ја задржам балансираноста и така натаму. Илковски, во балансираноста треба во Македонија да произлегува од уставот на Република Македонија. За жал кој тој што устав ни е Уставот наш гарантира слобода на мислење и на говор и на изразување. Така што не може никој да ни го наруши тоа право да зборуваме. Многу се согласувам со тебе, ама би влегле во една празна дебата затоа што прво би се согласиле, а второ сме ставени во една сосема поинаква ситуација која ја не можам да ја објаснам поинаку. Гледачите разбираат и добро, да се вратиме на историјата, историските документи. Да. Како е поделена оваа едиција? 16 тома, 16 книги во 16 9 книги тома. во 9 тома. Сега ќе кажам, 9 тома се направени секој посебна област, од проста причина што толку е обемен материјалот и толку се значајни областите што ги покрива, што моравме некако да ги издвоиме во смисол да ги класифицираме и да им дадеме една заокруженост, еден сериозен научен пристап. Добро. И практично ние имаме толку многу материјал што, нели, ова е само еден дел, но вака класифициран, вака објавен е лесен за читање. Со тоа што некој можеби ќе дојде само до еден том, да речеме уметноста на Мета, кој што е 6-ти том, можеби нема да ја знае целата едиција, а целата едиција е мощна и амбициозно да се прочита, треба многу време, но можеби ќе го интересира затоа што е од областа на уметноста да ја чита само уметноста. Така што томот сам за себе може да биде користен, но е и дел од едицијата. Прво почнавме со елиминацијата на ВМРО по 45-та, што е и основата на идеолошката пресметка која што настапува на самиот почеток на 45-та година во Македонија. Потоа следува 48-та година и пресметката со информбировците. Тоа е вториот том. Третиот том се помалку познати судбини. Сакавме да покажеме дека и обичниот човек и непознатите луѓе, ако имале ставови кои што се неприфатливи, се на Мета, имаат досија или завршуваат по затвори, во одредени случаи со ликвидации. Четвртиот том е Ченто и Доцев на удар. Нив ги издвоивме затоа што се значајни фигури кои што размислуваат мощно слично за Македонија како посебна држава, за окружување на онаа идеја да си биде обединета, сите македонци да си бидат у таа една држава. Петиот том е емиграцијата, државен непријател број 1. Не случајно емиграцијата е издвоена и сакам да потенцирам дека за емиграцијата нас не учеа дека ние имаме економска емиграција, која што била, нели, отишла трбухом за крухом, една емиграција која што на некој начин немала избор, немала што да јаде и заминала, која што нема свој политички израз. На тој начин кај нас се создаваше во колективното размислување се создаваше едно чувство дека ние сме еден мал народ, небитни луѓе, ете бегаат луѓето, одат, емигрираат и немаат свој политички став, но практично се работи за нешто сосема поинаку. Оваа емиграција се луѓе кои што биле принудени да емигрираат. Ова се луѓе кои кога емигрирале се занимавале со политички активизам, формирале македонски патриотски здруженија, објавувале печат, пишувале писма до Обединети нации, до значајни политички фигури во нивните држави, останале во контакт меѓу себе транснационално во повеќе држави, останале во контакт
со македонците во сите три делови на Македонија. И практично поради тоа се следени. Дел од нив се ликвидирани. Постојат неразјаснети убиства, како она на Шамбевски. Така што и тука имаме простор за истрага и истражување. Да ве подсетам само дека пред месец дена беа осудени двајца оперативци на УДБА Хрвати од страна на германски суд, затоа што не биле процесирани во Хрватска, бидејќи Хрватска е дел од Европската унија и нели е дел од тој правен систем, они беа осудени таму. А тоа е во истиот период кога е ставена на удар и македонската емиграција, што